Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав екипа, добре дојдовте во епизода 14. Нашиот пат не се состои само од тоа досега што го зборувавме. Спомнавме во претходната лекција entry и неговиот stop loss, но исто мора да се фокусираме и на нашиот take profit. Така што повеќето трейдери се фокусираат на влезот во трейдот, но вистинските професионалци се фокусираат на самиот излез. И да имаш 50% win rate, ти можеш да бидеш профитабилен. Клучот е во risk reward плюс take profit target. Во ова лекција ќе зборуваме како институциите таргетираат ликвидити, каде треба да стои твојот take profit, кои risk reward правила ги користат професионалците и како да избегнеш една од најчестите грешки, а тоа е пред време затварање позиција. Ова е концептот на денешната лекција. Што е проблемот кај ритейл трейдерите? Ритейл трейдерите прават типична грешка, како што најчесто земаат мал профит, држат големи загуби бидејќи го поместуваат својот стоп лос, немаат take profit план и излегуваат од трейд бидејќи ги владеат нивните емоции. Типичен пример може да биде, да речеме, нивниот стоп лос е еднаков на 20 пипа, а нивниот take profit е еднаков на 10 пипа. Ова значи дека риск ревордот е еднаков на 0,5. Што значи тоа? Дури и 70% да имаме win rate, повторно губиш пари. Зошто? Бидејќи твојот стоп лос е поголем од take профитот. Што всушност означува самиот риск реворд? Ова запишете си го. Риск ревордот има дефиниција. Риск реворд представува концепт каде што точно треба да знаеме колку ризикуваме за колку сакаме да заработиме. Пример, нашиот ризик бил 20 пипа, а ревардот или заработката 40 пипа. Ова ни означува дека нашиот риск реворд е еднаков на 1:2. Или во попрост случај сме ризикувале
$100. Сакаме да заработиме $200. Тоа е нашиот риск реворд 1:2. Да речеме, пример. Имаме движење на пазарот и самиот пазар ни дава некаква структура каде што ни покажува аптренд. Од тоа претходно све што сме го научиле, каде се наоѓа нашиот low, каде high, каде higher high, lower high, која е нашата корекција, каде е нашиот entry. Да речеме дека сега сакаме да дојдеме до нашата корекција и да го најдеме нашиот entry. Супер, цената се спуштила во нашата зона. Ни дала pullback и сега сакаме да влеземе во позиција. Супер, влегуваме во позиција и што таргетираме? Прво, нашиот стоп лос знаеме дека треба да го ставиме испод зоната на интерес и сакаме да таргетираме ако сме ризикувале. Ево, овие ќе ги сметаме $200. Значи, за да заработиме 1:1, треба да имаме колку стоп лос, толку take profit. Ова вака ќе запишуваме 1:1. За да заработиме 1:2, ако сме ризикувале $200, треба да заработиме 400, за да имаме таргет 1:2. И ако сакаме да заработиме 1:3, нашиот таргет треба да биде од $600 во случајов. Тогаш имаме заработка 1:3. Што е најдобро да се направи кога влегуваме во трейд? Најчесто професионалците влегуваат со минимум 2 позиции. Првата позиција е затворат на 1:1. Кога ќе го достигнат својот таргет 1:1, тие позицијата ја оставаат втората, а својот стоп лос го поместуваат на entry, односно ја осигуруваат позицијата да не оди во минус и оставаат да оди 1:2 или 1:3, зависно од движењето на маркетот. Доколку позицијата тргне во контра насока, нивната позиција ќе се затвори без загуба, бидејќи тие зеле 1:1 и втората позиција ја ставиле со break even. Ова е тоа што треба да го знаете за риск реворд. Значи, секогаш треба да знаеме колку ризикуваме и колку сакаме да заработиме. Но најбитно од све, првично е колку сме спремни да изгубиме за тоа што го бараме за да го заработиме. Затоа треба да знаеме точно каде е нашиот entry, влегуваме со 2 позиции, една позиција профит земаме 1:1, а една оставаме со можност за
1:2 или 1:3. Да речеме, сценарио 1 во случајов. Имаме win rate од 40%. Што значи тоа? Win rate од 40% и risk reward 1:3. Доколку имаме 10 трейдови, во превод би значело дека 6 трейда ни се еднакви на загуба, а 4 ни се еднакви на добивка. Во случајов, за да имаме win rate 40%, овие 6 трейда имаат ризик 6, а на овие 4 имаме 12 реворд. Профитот е еднаков на плюс 6 реворд. Сценарио 2. Имаме случај на win rate со 70% и risk reward еднаков на 1:1. Во превод, 10 трейдови, имаме 7 wins еднакво на плюс 7 reward и 3 loses загуби еднакво на минус 3 риск. Профитот секогаш е разликата од победените трейдови и изгубените. Профит во случајов би бил еднаков на плюс 4 реворд. Запамтете една работа. Риск ревордот е секогаш поважен од win rate-от. Може да имате win rate 80%, но да имате лош риск реворд. Затоа секогаш риск ревордот е поважен од win rate-от. Запамтете го тоа. Секогаш. Добро. Ово може да го запишите, па да продолжиме понатака. Ајде да видиме како одредуваме take profit. Ова е исто така битно. Take profitот никогаш не е
рандом или случајно. Take profitот секогаш се базира на таргети каде што имаме ликвидити. Супер. Да речеме, движење на маркет, сме добиле ситуација за влез, нашиот таргет ќе биде тука, прв. Зошто? Бидејќи имаме equal highs, а на equal highs знаеме дека ни лежат стоп лосови од позиции кои биле претходно активирани и тука се наоѓа ликвидити зоната. Исто имаме во обратна ситуација. Движење на маркетот, добиваме ситуација за влез, нашиот таргет е на equal lows. Зошто? Како што рековме, на equal highs или equal lows ни се зони каде што имаме ликвидити. Секогаш институциите тргнуваат по тој ликвидити, затоа take profitот може да биде малце пред ликвидито, за да имаме сигурен take profit, затоа што знаат само да допрат зоната и повторно цената да продолжи таму каде што тргнала. Ликвидити зона исто се наоѓа на previous high или previous low. Liquidity зона. Да речем имаме ваква ситуација, цената може да направи liquidity sweep на previous high и да добиеме спуштање према ликвидити по дното кое останало. Како што покажавме претходно, каде што имаме еднакви врвови и еднакви дноа. Тие претежно се магнети за цената. Цената најчесто се придвижува према нив, чисти ликвидност и продолжува во вистинскиот правец. Да речеме, сме добиле имбаланс во случајов. Ако го гледаме овој имбаланс на помал чарт, би било движење од неколку структурирани свеќи. Тоа самото покажува дека цената оставила негде fair value gap и тој имбаланс. Ние може да очекуваме дека цената ќе се врати да го исполни тој имбаланс и да дојде до fair value gap-от, каде што од тој геп или после исполнување на имбалансот би имале повторно движење.
Исто така, take profitот може да биде на higher time frame high или higher time frame low. Исто така на daily high или daily low. Тие се силни таргети, каде што треба време за цената да достигне до previous day high или low, но кога имаме такви трейдови, take profitот секогаш во 90% случаите е загарантиран. Ентрито како ентри е доста значајно во трейдингот. Доколку немаме правилен ентри, нема да имаме ни правилен стоп лос, ни правилен take profit. Секогаш кога бараме ентри, треба да имаме претходно осигуран терен за влез во самата позиција. А take profitот најчесто го радиме на зона каде што се наоѓа ликвидити. Пример, ентрито може да ни биде на fair value gap, а нашиот take profit да речеме на equal highs. Значи, цената секогаш се придвижува према гапот да го исполни. Кога ќе дојдеме до зона на гап, таму е нашиот ентри да тестираме претходно направена сила. На таа сила која е претходно направена, најчесто се наоѓаат equal highs или equal lows, односно нашата liquidity зона. Постојат ризици, бидејќи take profitот кога ќе ни биде наместен точно на liquidity, ризикот е што може да не добиеме liquidity sweep и нашиот take profit да остане неземен, цената да се врати контра назад во не наш правец, па да добиеме стоп лос. Затоа, кога радиме take profit, ставаме неколку пипови пред зоната на ликвидити. Ако, да речеме, ликвидити зона се наоѓа на психолошки левел, да речеме, на 8.000, можем точно да го... Добре, вака. Нашиот take profit го ставаме на 7.980, пример. Значи, само неколку пипови во случајот, да речем, ајде сега овде се $40 разлика, бидејќи правиме пример на огромни бројки. Битно, take profitот го ставаме под зоната на ликвидити за да имаме сигурност дека цената ќе достигне но да немаме преголем ризик дали ќе ни се затвори позицијата со full target докај што сме целеле, секогаш ставаме испод зона на ликвидити. Друга тактика која прават професионалците, доколку сме влезени со една позиција, да речеме, имаме движење
на маркетот, во случајов даунтренд, сме добиле некаков троп, имбаланс, имаме спуштање, тест на истиот и добиваме можност за позиционирање за сел позиција, како би гаѓале последен лоу. Ние се позиционираме во шорт позиција, нашиот стоп лос најчесто треба да биде на претходниот свинг, во случајов е овој, и нашиот прв таргет да биде на последниот лоу. Доколку сме влегле само со една позиција, не сме влезени со две позиции, постои partial profits. Тоа се нарекува, да речеме, позицијата ни направила $100, но не ćeme да изгасиме цело, бидејќи мислиме дека ќе појде до местото каде што треба да се затвори со full target. Сакаме да исклучиме само $40 во профит, а останатата позиција да ја оставиме да се ја врши својата работа. Тогаш користиме partial profits. Затвараме 40% од позицијата, а 60% од лотот кој сме го отвориле оставаме да го видиме исходот на самата позиција. Кога земаме partial profits, секогаш остатокот од позицијата го осигуруваме со break even. Во случај на враќање на цената, да не бидиме во загуба, него да се затвори со free risk. Правило за ризик менеджмент. Правило број 1. Риск по трейд 1% максимум. Правило број 2. Минимум риск реворд. Ќе го означуваме вака. Доколку сме со една позиција, земаме partial profits, но најчесто одиме со две позиции, така да минимум гаѓаме 1:1. Во подобар случај на движење на цената 1:2. Правило број 3. Тредови само A+ сетап и правило број 4. Никогаш не поместувај take profit и stop loss. Ако ентрито ти е добар, но take профитот ти е лош, долгорочно нема да бидеш профитабилен. Затоа запомни. Smart money не тргуваат случајно. Тие знаат каде е зоната на ликвидити, каде ќе се придвижи цената и каде ќе излезат од позицијата. Твоја задача е да научиш да размислуваш како нив. Ви посакувам убав остаток од неделата. Чувајте се од маркетот. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав!